Како што се појавија вести за одлуката на САД да ја прекинат војната помош за Киев, руски дронови продолжија да летаат врз украинските градови. Украинските пратеници велат дека последиците од одлуката на Вашингтон ќе бидат тешки. Ова значи дека илјадници луѓе ќе умрат. Западно од Донецк, во близина на градот Покровск, војната продолжува. Стреляеме с италијански, но багато... Пукаме со италијанска хаубица, но добиваме многу муниција, вклучително и стандардно НАТО оружје од САД, кое се користи и во Европа и во САД. Но дали Европа ќе може да нас снабдува? Се надевам дека ќе може. Прашањето е дали може Европа да го надомести недостигот на воена помош од САД. Постојат одредени системи од ракети Патриот до резервни делови за тенковите Абрамс, транспортерите Бредли, што ги користат украинците. Единствениот начин на кој европејците можат да ги добијат е да ги купат на отворен пазар. И за тоа ќе биде потребно време. Но Украина се повеќе произведува сопствено оружје. Веројатно околу половина од оружјето што сега го користи Украина е обезбедено од нејзината одбранбена индустрија, а од остатокот е од САД и другите, вклучувајќи ги европејците. САД обезбедуваат друга клучна помош, вклучително и превозот на западно оружје во Украина. И конечно, САД играат многу важна улога во обезбедувањето информации и разузнавање на украинските сили. Администрацијата на Трамп вели дека прекинот на војната помош е, цитирам, да се осигура дека таа придонесува за решение. Ниту Европа, ниту САД, ниту украинците може да ја продолжат оваа војна на неодредено време. Значи, важно е сите да дојдат на маса. Британскиот премиер изјави дека сегашната коалиција ќе продолжи да ја поддржува Украина. Тврдењето на американскиот попредседател Венс дека многу европски лидери кои на социјалните мрежи во јавноста целосно го поддржуваат Киев, но приватно тие се всушност многу поскептични, не е целосно неточно. Дали во суштина продолжувате да ги трошите собствените вооружени сили, да го отуѓувате вашиот најмоќен безбедносен сојузник и гарант во име на одбраната на Украина? Украинскиот председател Володимир Зеленски апелираше до администрацијата на Трамп, пишувајќи на X дека Украина е посветена на мир. За украинците кои страдаат од руското бомбардирање, намалувањето на помошта од САД е горчлив исход. Се надевам дека Трамп ќе го промени своето мислење. Жртвата на агресија не може да биде виновна за се и да биде казната дополнително. Може би Европа може некако да помогне. Надежта сега е само во Европа. Никој друг. Во меѓувреме, Русија ја поздрави одлуката на Вашингтон да ја запре војната помош за Украина, велејќи дека тоа може да помогне, цитирам, да се реши ситуацијата на мирен начин.